Ке се формираат паралелки со намален број на ученици во основните училишта, ке се проширува паркинг просторот во централното градско подрачје, а ке се намали и цената на месечната карта за користење на резервиран паркинг простор. Ова се најзначајните одлуки кои беа изгласани на денешната редовна седница на Советот на општината, која траеше нешто повеќе од 3 часа. Покрај овие точки на дневен ред се најде и точката за задолжување на општината од 1 милион евра, средства наменети за изградба на 14 улици во градот Кочани. По долгата дискусија помеѓу позицијата и опозицијата, советниците со мнозинство гласови ја изгласаа оваа одлука со образложение дека се работи за поширок интерес на граѓаните, особено оние кои со години чекаат да добијат асфалт на нивните улици. Ова задолжување е, со камата од 1% на годишно ниво, а отплата на 13 години со грејс период од 3 години. Кажете ми на пазарот на капитал кај ќе најдете таква каматна ставка. Или за 10 години, јас верувам во централното градско подрачје, за 10 години ќе се изградат 10 згради со кои ќе биде во потполност покриен овој кредит. Во делот на платениот паркинг простор, советниците ја усвоија одлуката според која месечниот повластен билет за паркирање се намалува од 500 на 300 денари, со можност, доколку вкупната сума за целата година се уплати целосно и авансно, да се добие дополнителен попуст од 600 денари, односно да се платат само 3000 денари за сите 12 месеци. Според втората одлука се проширува просторот за паркирање во Кочани, така што од наредниот месец ќе се наплаќа и долж улицата Маршал Тито, се до мостот на спортни хотелот Турист. По останатите точки од дневниот ред немаше позначени дискусии, што значи дека истите беа изгласани и усвоени.